Првиот чекор беше да се зголеми минималната плата за дополнителни 6.000 денари од ова пресметка која ја прават во моментот, или 24 или 23.000 и нешто и како и да е. И да се зголеми за дополнителни 100 евра. Да се зголемат сите останати плати за 100 евра со услов владата, првиот чекор е да ги субвенционира при донесите на работодавачите, не да им дава на работодавачите. Туку владата од едниот джеб во буџетот да стави во другиот джеб во буџетот и нашите придонеси за задолжително пензионско и инвалидско осигурување да бидат покриени. Владата кажа дека нема пари на располагање да го стори тоа, да субвенционира. Ја не разбирам како нема, кога само ќе ги даде и ќе си ги земе, но тоа е нивен проблем. Вториот чекор, знаејќи дека имаме можности за одбивање, беше владата заедно со синдикатите, со ССМ, пошто други синдикати не постојат, со Организација на работодавачи како репрезентативен социјален партнер од страна на работодавачите, Бизнис конфедерацијата на Македонија, да си подаде рака овие придонеси во една година работодавачите да бидат ослободени да не ги плаќаат за тие 100 евра. Тоа значи дека на секој 6.000 денари зголемување на плата, работодавачите би биле ослободени за 3.000 денари придонеси од задолжително социјално осигурување. И третиот сегмент, третиот чекор кој го понудивме со владата да утврдиме зголемување на минималната плата и работодавачите да си бидат задолжени со обврската за задолжително придонеси од социјално осигурување. За жал, ниту еден од овие предлози на ССМ не беше прифатена, а е на штета на работниците. Не е тоа да му се удоволи на слово, на Благоја, не е тоа дека сега Благоја мене ќе ми докаже дека е поголем синдикалец, а не е. Тоа значеше дека работниците во својот джеб ќе добијат 6.000 денари зголемена плата, на тие 6.000 денари ќе имаа право на додатоци на плата како минат труд, прековремена работа, работа на празник, работа во недела и така натака. И на таков начин ќе добија значителен фидбек, односно придонес во нивните џебови, во нивните новчаници, за да можат да го избуткаат месецот.